Добро вечер. Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, оценките за парламентот сосема разбирливо се поврзани со настаните внатре во него. Европската комисија забележува дека изразената политичка поларизација го блокира парламентот во ефективното носење на закони. Ако се погледне статистиката, од година во година тој помалку завршува работа на пленарните седници и носењето закони. Ако ја прашате опозицијата, таа ќе рече дека има само еден фактор од кој што зависи ваквиот пат на парламентот. Неговото име е Талат Џафери. За него не се воздржуваат во квалификациите. Од примитивецот од Форино, до автократот од Форино, до човекот кој што има талент на неверојатен начин да ги толкува деловничките процедури, одесувајќи се понекогаш како човек кој што светото писмо на деловникот, исклучено тој и само тој може да го толкува. Но во суштина, ако навистина волку се поларизирани односите, оптоварени со судирите на политичките партии, каков треба да биде првиот меѓу еднаквите, за да може да овозможи баланс, процедурално делување и ефективна посветеност на законските решенија, без оглед дали тие доаѓаат од пратениците или од владата. И пред Талат Џафери тоа не му успеало на ниту еден председател на парламентот, кога тој по дефиниција поради партиските односи редовно влегувал во кризи. Некои од последните решенија откако Талат Џафери ја преживеа интерпелацијата во јуни оваа година, во која за 61-виот глас за останување во спикерското столче гласаше лично тој и би можело да се рече дека со сопствениот глас си го обезбеди столчето на спикер на парламентот. Потоа почнаа епизодите во кои опозицијата најавува дека уште еден престап на Талат Џафери ќе го донесе парламентот до тотална блокада. Тоа се двете иницијативи за референдум, првата на ВМРО-ДПМН и втората на Левица, од која се уште нема епилог. Дали Талат Џафери понекогаш сака да го слуша креативното толкување на своите советници и наместо работите едноставно да ги завршува според деловничките одредби за конкретните прашања, да побера да се прошета и низ уставните обврски и низ некои чудни деловнички членови, само за да биде она народната. Зошто да биде едноставно кога може да биде комплицирано? Дали всушност со овој мандат Талат Џафери ја завршува својата политичка кариера? Така од прилика навестуваат некои луѓе во надзорниот одбор на партијата, кои дури сега се сетиле дека можеби тој несоодветно држи две јавни функции, иако Уставот го забранува тоа. Дали тоа всушност е порака од мала речица дека Талат Џафери полека треба да ја завршува својата политичка кариера? Што може тој да спаси во парламентот? Може ли да се промени и дали може да биде глас на разумот кој што ќе овозможи на вистина еднаквост на пратениците и чувство дека сите му препаѓаат на тој дом? Вечерва на интервју во Вин-Вин е председателот на Собранието Талат Џафери. Добро вечер. Добро вечер. Ништо непознато не кажав, а не гледам дека ве вознемирува подсетувањето, особено што на интерпелацијата скоро се од ова ви беше повторено. Добро, како носител на јавна функција, секако не може да ме изненади и тако видна квалификации во доменот на оно што го спремнавте, затоа што моја основна должност е да се бавам со функцијата и со должности што ги имам, а не со оно што ќе го каже некој каде што ќе го каже, затоа што во крајна инстанца за све тоа одлучуваат граѓаните во процесот на гласањето при изборите, а не квалификациите или дисквалификациите нечии кои што ќе ги користи, тоа нека им служи на чест. Просто јас одбрав да ги споменам овие последните кои се всушност на ВМРО-ДПМН, но паметам дека без оглед од каде доаѓа чии се сега не вашето поведение го распаметуваше и СДСМ, да речеме со одлуката дека не може да вратите назад парламент кој што се распуштил. Ќе се распаметуваат сите доколку сакат да сватат дека ова институција треба да функционира врз база на устав и деловник, а никако по нечија одлука или по нечија волја. Па макар тоа да биде и мнозинството кое што е актуелно или кое што било претходно,
И во тој контекст мислам дека и пред граѓаните тоа го оправдав и го докажав, па и пред себе како човек прво во смисла на оно што ми е надлежноста даден. Затоа што и свечената изјава која што ја дадов во смисла дека ќе работам врз основа на устав и деловник и ќе ги почитувам законите на оваа држава. Добро, Впрочем, знаете дека кога дававте свечената изјава не баш успеавме да чуеме што рековте и што прифативте тоа како беше прв обврски, пат не затоа што можете да беше во... слушате и да чуете, втор пат не беа такви услови да не слушате. Значи беше изборот втор. Значи и при првиот избор и при вториот избор иста е содржината на свечената изјава, така да нема разлика во однос на тоа. А начнавте многу теми. Може ли сега прво да завршиме првиот блок на реклами, па да тргнеме со темите кои што сакаме? Начнавте многу теми. По рекламите ќе се вратиме на извештајот, па по ред. После ќе се обидам во кратки точки да ви одговорам на сите тие поставени предпоставки. Прва пауза за реклами. Да, се враќаме назад во студиото. Господин Џафери, пред рекламите рековте дека сакате нешто да прокоментирате околу овие забелешки во извештајот на Европската комисија за парламентот. Па мислам дека ќе биде во ред јас да кажам по однос на оно што вие ги поставивте како дилеми и како предпоставки. И секако би требало јас да си кажам неколку зборова за граѓаните да добијат соодветна слика по однос на случување. Прво, целосно по однос на извештајот на Европската комисија. Јас го примив, меѓу првите, фактички прв го примив. И истоветно за делот за собранието укажав дека е коректен извештај по однос на оно што се вреднува и оно што е состојба. Значи, ни минус, ни плюс, нема што да додавам на оно што Европската комисија тоа го оценила, имајќи предвид дека тие имаат соодветна представничка мисија во Република Северна Македонија која што ги следи од близко работите и тој извештај е коректен во смисла на оно што е состојбата. Но дали тоа све зависи од мене и дали тоа е причината од Џафери. Сега некој ќе каже и кажува дека Талат Џафери е причината, но зошто Талат Џафери не бил причината за претходниот мандат? Кога извештајот е во суперлатив и дека во однос на сите парламенти во регионот нашиот е пример во функционалноста во сето тоа. Талат Џафери не може да се меша во соодветни политичко-партиски одлуки на извршните одбори или комитети или кои како се викаат во зависност од која партија се однесува. Ако има политичка одлука на представник на политичка партија или на партија која што е застапена во собранието дека ќе прави блокада активна или пасивна, која ќе ја прави, не знам како е таа дефиниција, што зависи од Талат Џафери? Што зависи од Талат Џафери ако претседателите комисиите не свикуваат 2 години соодветни комисии и по однос на амбасадори, и по однос на ратификации, и по однос на носење на најбитните закони кои што се однесува на граѓаните. Например, може да искористи деловнички овластувања и да направи пробив по прв пат и да одлучи да председава со некој од комисиите. Не. И да одлучам ја да си председавам со некој од комисиите во моментот кога председател на комисијата ќе дојде на седница на комисијата, јас сум должен да ја напуштам комисијата и да возможам на председателот на комисијата, затоа што тој председател е избран истоветно како и јас од пленумот. И во тој контекст надлежностите се истоветни по однос на председател на собрание како пленум и по однос на председател на комисијата. Обврските по деловник се соодветни, истоветни. Он е должен во рокот предвиден во деловникот да свика и да одржи седница и да заврши седница. Јас сум должен во рокот соодветно да свикам и да одржам пленарна седница. Зошто тоа не го прават? Е тоа граѓаните ќе имаат прилика да им кажат на избори. Не се толку чисти релациите како што сега се обидувате да ги представите. Дека има тука простор, простор за мајсторство. Ако не се чисти релациите, кажете пример, за да можеме пример, вие ќе добиете иницијатива за измена на законот ВМРО-ДПМН или предлог на сосема нов закон и вие ќе го ставите и ќе речете дека тој се преведува. Да. Тие ви велат, ма не може се што ќе дојде во ВМРО-ДПМН, од ВМРО-ДПМН да заглавува во преводот според вашата интерпретација, а се што ќе дојде од владата да нема проблем и да оди побрзо. Во што е ви имате ситуација кога
Ама се да ви кажам обструираат што е- законите, Не. предлозите на ВМРО ДПМН, а во исто време СДСМ предлага слични измени тие одат на пленум. Во таквото сваќање и проблемот. Затоа што според деловник јас сум должен да спроведам деловник, а од некоја си година таму, а вие знаете од 19-та година, има на сила и закон за употреба на јазиците. Кој што закон соодветно е имплементиран во деловникот и истовремено на сите пратеници јас сум должен да им доставам материјал на соодветен јазик. И затоа И тоа не го правите, не го полека правите сега, така. Полека го правам, токму Не така го точно. правам. Владата ги доставува материјалите двојазично, од таму, која што ги произведува. Точно е, пратеникот македонец, јас не можам да го натерам да направи предлогот двојазично. Он си го доставува предлогот на македонски јазик. Јас сум должен врз основа на законот за употреба на јазиците на пратениците, не македонци, односно на албанците пратеници, да им овозможам истоветно да им доставувам предлог закон, за да може истоветно за двајцата да почне процедурата законодавна. И тука е разликата. Сега, предходно, пред закон, понека сега. Вие правите Ама една оставете ме формулација сега. во собрание Не. во која во Не. две колони Не. им ги испраќате на македонски и на албански Да, јазик. која ќе се Тоа е преведува. надвор од нормите на Не, законот. Тоа не е. Имате чист тоа не е текст на надвор од македонски норми. јазик и за Нема. пратениците кои Затоа користат јас друг кога ќе јазик го им го добивам, ќе испраќате го на друг пратам јазик. кај пратениците. И тамо може да си го гледаат. Тој што сака да го гледа на македонски, ќе го гледа на македонски во софтверот. Тој што сака да го гледа на албански, ќе го гледа на албански. Но истовремено го добиваат и двајцата предлог законот. Затоа што истовремено за двајцата треба да почне законодавна постапка. Да, до законот за употреба на јазиците било им доставувам на сите на македонски јазик, па после ќе се преведува. А според законот за употреба на јазиците, јас истовремено на сите пратеници соодветно треба да им доставам предлог закон на јазикот кој што имаат право. На пратеникот албанец ќе ги добива истовремено како и пратеникот македонец. Тоа е мојата обврска. Сега, колку и да ви звучи грдо, пратеникот македонец воопшто нема потреба да гледа паралелна верзија пред себе на законот на албански јазик. И тоа е тоа исчекорување што вие го правите, и тоа е зашто ВМРО ДПМН ве обвинува за креативни толкувања и решенија, каде може што да ме обвинува, јас всушност сум вие должен да спроведам и деловник и закон кој што е во сила. должни сте да го спроведете, каде што тие Каде? што не зборуваат Како? македонски јазик ќе Како го добијат во целосна копија на својот јазик, а не паралелно и Кога е? македонски и албански јазик Кога во е? истиот. Комуникацијата според закон за употреба на јазиците е двојазична доколку едниот од нив што комуницираат меѓу себе е од различна етничка припадност. Јас сум председател на собранието, сум од албанската припадност, тој што комуницира со мене е должен да комуницира двојазично. Односно, јас кога ќе му одговорам двојазично. Не, сега ги превртувате работите. Јас ви велам дека во собранието не може да функционираат текстови на начин на кој што вие тоа го правите, задоволувајќи законска норма дека пратениците кои не зборуваат македонски јазик може да користат друг. И вие велите сите сега ќе користите и македонски и албански. Кога ќе дојдете во ситуација да бидете председател на собрание, вие ќе спроведете така како што мислите дека треба да спроведете. Деловникот вика, деловникот го спроведува председателот на собранието. Ако има дилеми во нештата, може да се обрати до Комисијата за деловничко-мандатни имунитетни прашања. Со искуството што го имам, ценам дека немам потреба од таква можност или од такво објаснување од никого во собранието. Добро, но свесни сте за приговорите дека за тоа Јас сум сметаат свесен за дека приговорите, една тивка злоупотреба и не е тивка внесување. злоупотреба. Ние имаме проблем со деловникот. Деловникот е донесен 2008. Добро. И деловникот има милион празнини, тоа сум го кажал уште на првиот мандат. И не случајно си го покренав и оно што во извештајот бара, во извештајот Европската комисија, да од процесот од да диалогот продолжи Жан Моне, да диалогот Жан Моне, за да тие празнини да се дополнат, да се прецизираат, затоа што овај текст на
деловник е надминат со сите Кој законски е измени. кочничарот да стигнете до тоа? Слушаме Па едни сега е формулации кочничарот дека кој? скоро било готово, па одеднаш не е готово, па пак се уште екскурзии, уште Јас малку диалог. одветно сум имал 4 средби на ниво на Жан Моне процесот, на последната не учествуваше опозицијата и така ќе продолжам по сечија волја. Кој сака да дојде, добре дојден тамо, повикани се сите припадници на политичките партии кои што учествуваат во работата на собранието, вклучувајќи ги и пратеници кои не се организирани у пратенички групи, Левица, Беса и сите други. Значи сите се составен дел на тој диалог. Од политичка причина, партиска одлука не идеме, јас не може да го терам со сила некого. Председателе, ако не се препознавате како фактор кој има додадена вредност на тој проблем во парламентот за потполна политичка поларизација, велам, опозицијата вели дека вие сте мастермајндот на таа ситуација, дека власта може да слави додека има таков беден во собрание, на кој не го интересира ни дали е надвор од деловничките процедури, едноставно Талат Џафери решил и тоа ќе биде така, тоа се нивните оценки, но Не со решил- некој од одлуките оваа Не есен, решил Талат Џафери, го решил деловникот. Не, Деловникот цитирам- решил се Вела. грижи за примената деловникот. И јас си го применувам деловникот, а не партиско политички одлуки. А добро. Деловник, кој сака? применуваат и пратениците и не кој е сака основа на може да мисли забелешката. дека сум јас изворот? Нека дојдат, нека го докажат тоа дека сум јас Моето изворот. прашање е дека со некои од одлуките, од постапките оваа есен, поврзани со две исклучително фрагилни за политиката иницијативи, таа е референдумската на ВМРО ДПМН и ова новата на Левица, кои всушност застануваат кај вас, може во следниот извештај по име и презиме да бидете тој кој што ја предизвикал калваријата. Опозицијата се заканува дека ако и на последната иницијатива на Левица постапите како и со иницијативата на ВМРО ДПМН, однесувајќи се крајно арбитрарно, прекршувајќи членови на деловникот, прогласувајќи се себе си за уставен арбитар, нека во тој случај ќе следува целосна блокада на парламентот. Пребројувам. Го упативте Апасиев како овластен предлагач на корекција на иницијативата. Минатиот петок слушнавме дека поднесокот е вратен во собранието и во мојата логика вие сте должни по член 191 и 192, кои се единствените два члена кои вас ве насочуваат како постапувате во граѓанска иницијатива на национално ниво, понеделник, вторник, нема комисии, матична комисија и законодавно-правна комисија. Вие не се изјаснувате, од што заклучувам дека барем во процедурална смисла, вие ќе се однесувате на ист начин, неделовнички, како што се однесувавте во однос на иницијативата на ВМРО ДПМН. Тоа е ваша констатација, имате право да имате таква констатација. Јас се раководам од надлежностите на оно што е деловникот кој што ми дава надлежност. И потполно така ги спроведувам. И по однос на првата и по однос на втората. Добро. Кој има спор по однос на првата, знаете, се покрена кривична пријава против мене, така? Зашто се покрена? По однос на првата иницијатива се покрена кривична пријава, така? Добро. Знаете резултатот? И судот на А добро, тоа вас ве поштедува од Па не ме оценките? поштедува. Тоа е уште една потврда дека постапувам сhodно на оно што е надлежноста моја, не надвор од моите надлежности. Точка. Сега Апасиев овластен предлагач. Да. Што е Апасиев, граѓанин или пратеник? Не го исклучува... Полека се. Не го исклучува, извините. Пратеникот, ако ќе се реши да стане граѓанин, ќе постапи според Кога деловникот... станува пратеник, не престанува да биде граѓанин. Извинете, ве молам сега. Ако ќе се реши да се врати да биде граѓанин, треба соодветно да постапи и да се изјасни дека од денот Д и натаму го враќа мандатот и се враќа на овластувањето како граѓанин. Каде ви е оваа интерпретација?
Еве, сега По мене лекција. кажете ми. Сега. Кој член во Законот за референдум, кој ги опишува Членот носителите 20, на иницијатива, вели се, го затоа спречува што- само затоа што Не е е пратеник да биде бил... Не е пасиев. Било кој пратеник. Според членот 20 став 2 од деловникот има можност како единка да поднесе иницијатива како пратеник од име на граѓаните, да не мора граѓаните да ги носи тамо кај што ги однеле. Ама зошто вас ви интересира Полека. како тој сака да постапува? Не сака Во да оди ред, директно со ви предлог, кажувам, па вие во ред. точно знаете дека оди со предлог, оди на пленум, оди на гласање и ништо од иницијативата. А што разлика е ако е иницијативата преку граѓаните? Затоа што ќе собираат подписи, затоа што Во ред. сметаат дека ни става Па, фаза, во ред. ќе предизвикаат Собрале друг поглед на потписи, пратениците. собрале потписи. Ма вие не им дозволувате да Полека. стигне до фазата да соберат Ама, подписи. за да дојде до тамо треба да е уредна, како што треба да е. Добро. Ето. И затоа добил писмено известие дека има проблем со уредноста, со напаствија по кој член од деловникот Ете, има... Вие сте тргнале по патот дека Апасиев за вас е пратеник и само пратеник и не може да ви се појави. Да, штом че цитирате член 135, па не му пратив како се предлага известие, закон? не му пратив на пратеникот, му пратив на Апасиев на адресата на која што ми доставил како граѓанин. Да, ама му велите да се коригира Добро согласно сум. член 130. Не е добро. Согласно Тој член не предлага 135. закон. Не. И други акти. Не, во тој член нема и други акти. Читајте го насловот на поглавјето, затоа деловникот не е само за закон и други акти, затоа што и други Добро. акти има кои што И во подлежат на соодветна процедура. Глава 9 од деловникот пишува Во тој член кој што го предлагаат цитирате, закони и други во тој акти. член кој што го цитирате, 135 мислам дека е невкусно за професор по право да го Абе, ставите тоа- во замка. вие може да тврдите што ли сака вкусно, Тала не- Џафери, бидејќи во Вие сите може да членови тврдите од вкусно, 135 невкусно. не може да се Па ја не сум препознае овде граѓанската иницијатива. советник ни ваш, ни на Апасиев, ни било кој предлагач на закон, Па добро, за да му држам предавање од тука Тој со сега. право ви вели дека Не со вашите право. советници може би си терат помалку Абе, мајтап со вас, обидувајќи се да си пробаат креативни мои толкувања. советници, онако има проблем со мои советници, нека излезе со нив, нека дебатира. Добро. Како прво и основно. Како е Второ, можно- Јас како е овде не сум можно- на предавање ниту за вас, ниту за било кој што ме слуша. Овде сум да кажам дека спроведувам она што ми е пропишано со деловник. Ама не Член спроведувате. 135 е јасен, како професорот треба да знае, да го чита членот 135, да постапи по него и соодветно да одговори по однос на барањето на председател на собранието, санкционирано во наредниот член 136. Точка. Вие во овој момент повеќе демонстрирате интерес на политиката референдумот да не се случи, отколку елегантно да поминете се во рамките на оние членови кои вас ве образуваат за постапување. Ве прашувам директно, што е за вас проблем да поминете низ иницијативата според 191 и 192 од деловникот, каде што вели примате иницијатива, веднаш ја проследувате до законодавно-правна и матичното тело, баш така. после 2 дена, така вели процедурата, после 2 дена, До 191 член имате член 60 кој по хиерархија на нештата има поинаква. не е точно. Вие- Член 60 таксативно ги набројува вашите еден- ингеренции. став еден, Алинеја алинеја 5 вели дека имате надлежност за ова, но во другите членови кои се директно за граѓански иницијативи од главата 19, само таму ви е опишано што правите. И вие сте наполно свесни, меѓутоа имам чувство дека Абе, се- вас ви се допаѓа оваа поза во која вие демонстрирате дека може Може да креативно да се... коментирате и така. Добро. Тоа си е ваше право да коментирате, јас испроведувам оно што ми е надлежност и обврска. Апасиев поднесувајќи го, давајќи го поднесокот во петокот, рече дека е изненаден, дека оваа постапка околу неговата иницијатива трае скоро 35 дена и ако ја оставите во фиока и продолжите да молчите, ќе поведе управен спор за молчење на администрацијата, а доколку продолжите или ја одбиете, евентуално повторно ќе добиете кривична пријава и ќе добиете управен спор. Бидејќи гледаме дека ништо не се одвива според за нас очекуваните членови во деловникот, што тактизирате сега повторно? Јас апсолутно не тактизирам, јас постапувам по оно што ми е надлежност. Вам Добро. може да ви изгледа тактизирање, Добро. но јас не тактизирам. До утре се 7 дена. Каде вие се препознавате сега во правото да ја држите иницијативата Кои толку? 7 дена? Во петок е даден поднесокот во Чии собрание. 7 дена? Па 7 дена помина од поднесокот.
Знаете како се определени во членовите деновите во кои вие треба да одговорите? Не ви поднесувам вам известие. А кому му поднесувате? Па на тој што треба да му поднесе. А сте му поднели ли? Па сега постапува по деловник. Па што значи тоа? Јас се обидувам да спорам дека вие креативно толкувате деловник. Значи што постапувате по деловник? Постапувам по оно што ми е обврска и надлежност да постапувам. И собранието не е управен орган. Добро. Што значи тоа во однос на иницијативата? Што правите вие? Не е битно во однос на иницијативата. Битно е да се свати дека собранието не е управен орган. Собранието е државна власт. Добро. И то највисок државна власт, која што е законодавна власт. Тоа е дефиниција по устав. Добро. Трите власти. Користејќи го суверенитетот, кој што вас граѓаните на избори ви го давале. Влада и судство, а во состав на влада според надлежностите, извршни надлежности има и председател на државата и затоа е дел од извршната власт, не е од законодавната власт и во тој контекст кој како мисли ќе постапи, а соодветните институции ќе кажат одговор после кој што и како. Добро, јас ви велам дека времето во кое вие како институција требаше да дадете одговор помина. Изненадувачки дека ова трае. Вие мислите го поминало, ја водам сметка да не помине сега тоа. Што имаме да мислиме? Вие напишавте барање. Ама вие мислите, ја не мислам, јас постапувам, тука е разликата. Вие мислите дека поминало времето, ја ви викам постапуваме, па сега што постапувам. Соодветно на деловникот сум постапил. Што значи тоа соодветно? Па тоа значи дека сум постапил. Значи не сум мислел, него сум постапил. Се однесуваме како повторно да не се разбираме. Вие не можете да постапувате без да ги поминете. Вие не сакате мене да ме разберете сега, во тоа е разликата. Сега јас разбирам дека вие имате некаква комуникација со властениот предлагач. Само за таа не сакате да зборувате. Соодветно комуникацијата ми е институционална. Која друга комуникација да имам? Немам приватна комуникација. Тоа значи дека сте му одговорили на пасив? Постапив по деловникот. Сега не знам, да трошам време да влечам според. Не мора да трошите време, се може да предите на друго прашање. Вие му баравте 15 дена да коригира. Не барав ја 15 дена. Таму цитиравте, според член 136, ја не барам деловникот да одговори. Ја не барам, ја го упатувам на одредбите на деловник. Ова е тоа што ги нервира главно пратениците. Вие Што да им правам ја сега, ако се нервират, ја не сум таму да нервирам никого, јас сум таму да спроведам деловник. Па добро, тоа нешто значи, јас се обидувам да прашам што значи. Тоа е нивен проблем, ја што да им правам ако се нервирам. Јас велам дека не го спроведувате деловникот. Па добро, вие имате право сега да велите. И дека процедурата е јасна што треба да правите, вие решавате да правите нешто друго. Вие имате право да викате овде што сакате. Можете да викате, не го спроведувам деловникот. Но не сте вие тие кои што оценувате дали го спроведувам или не. Има соодветни институции. Прво, институцијата е парламент. Тој што мисли дека не спроведувам, може да покрене првичното. Тој што мисли дека сум донел погрешен акт, има соодветна институција да покрене соодветно. А што ќе мисли кој како сака да мисли надвор од оно што е процедура, ниту сум му глава некому па да му наметна мислење, ниту може да му бранам тоа и јавно да го каже. Господин Џафери, законодавецот кога се обидел, потполно свесен дека во парламентарна демократија ние го пренесуваме нашиот суверенитет и сме представени преку пратениците кои ја имаат главната законодавна функција. Моментот кога треба да се даде пропулзивност на директната, односно непосредната демократија, и законот за референдум, и деловникот на собрание, вас ве обврзуваат кон тоа да се однесувате како слон во продавница за стаки. Затоа ми даваат надлежности покрај обврска. Не. Ви ги задржуваат надлежностите во меѓупростор каде што вие евентуално може да се изјасните, но во конечна точка мора да се изјасни парламентот со заклучок. Сметајќи дека не е мала работа да одбиете граѓанска иницијатива и тоа не треба да му припаѓа на председател. Ја одбивте таа на ВМРО ДПМН толкувајќи устав. Види. Како да ве уверам дека не одбив? Ја немам акт за одбивање нечија иницијатива. Имам известие дека не се во рамки на оно што е обврската да биде според деловникот. Не постапиле.
постапиле нешто. И немате Полека овластување ВМРО тоа да да го промене, правите. дали постапи нешто по однос на моето известие? Не. Апасиев покрена кривична пријава. Да, покрена за друго кривична пријава затоа што му објавивте. Не за тоа. Немојте сега си измешавте. За известието до ВМРО. Аха, покрена зборувате за кривична пријава. претходната, се поврзав со сегашната. За известието за неговата иницијатива. Покрена прекршочна пријава пред Дирекцијата за заштита лични податоци, за кое што соодветно е одговорено, за кое што соодветен акт од Дирекцијата има по однос на поплаката. Впрочем, како граѓани ја изнела адресата, на која адреса да му пратим? Ако не знаел, окејде. Ма чекайте, сега станува хумористично. Па не хумористично, он Тој во комуникацијата ја дал адресата, но тоа не значи дека вие треба да ја дадете во соопштенија за медиуми, да ја направите јавна адресата. Тоа е. Он е јавна личност прво, како што сум јас, ако некој вика Тала Џафери, село Форино, не знам каде, што правеле? Тогаш не ви сметало тоа? Не, се знае што се лични податоци и што не смеете да изнесете. Од село Форино, ја немам друг личен. Што е проблем да речете, да се случи превид, отиде во соопштението. Како што тој ви вели дека би се случил превид од Теплитот за Мицковски, дека кај него залетале. Што друго да ви кажам? Он поднел поплака до дирекцијата. Дирекцијата според процедурата се обрати до собранието до мен. Си дадовме објаснување за што се работи. Одговорено и е укажано да не се повтори во ред. Ако адресата Евано ви праќа сметки за струја. Да. На која адреса ми ги праќа? Јавна е таму, отворена. Не е затворена во плик. Немојте. Но во ред, ако е тоа укажувањето, во ред, ја прифаќам како укажување, иако има соодветна институција во парламентот која што води грижа за тоа. Сега не сакам да префрлам вина на некој од службениците таму. Во ред, укажувањето е примено, се постапува по укажувањето и решен проблем. И што во тоа? Добро, се обидувате да ги минимизирате. Јас не мислам Не се обида да минимизирам. Сум добил поплака, односно дирекцијата, сум добил допис од дирекцијата, сум одговорил на дописот, е прифатено укажувањето. Зборувате за медиум, а сите сме должни во јавниот простор да ги култивираме тој тип на обврски, не е никаков проблем да речете грешка. Одговорив дека го прифаќам укажувањето, нема други надлежности дирекцијата, освен да ми укаже на поплаката. Ја прифаќам укажувањето, укажав дека нема да се повтора, тоа ќе водиме сметка оти била пракса од кабинетот, да се пушти циркулар до медиумите. Се нема да го бесам на таму кабинетот што, може би требал да знае, не знаел, се укажува од соодветна институција. Понатаму, ако не се спроведе укажувањето, тогаш подлежи на поинакви процедури. Тоа е најчисто што може да се каже. Смеам ли да шпекулирам? Со што ја минимизирам сега нечие право? Смеам ли да шпекулирам? Дека може би сте повторно на прагот на нов скандал. Вие дури ви станува симпатичен таа полемика со Апасиев, но дека овој пат се работи за и троштина во која иницијативата ќе биде одбиена по наводи за кои претпоставувам дефинитивно ќе го збеснат Апасиев. Односно е одбиена по наводи кои ќе го збеснат Апасиев. Исклучувам известување затоа што, простете, вие сте должни да комуницирате со овластениот предлагач. Исклучиво ако велите дека е уредна, ако на било кој начин сметате дека иницијативата е неуредна, мора да се симнете во собрание на тест на вашата одлука и тие се тие кои го дават завршниот збор, а вие по член 192 тој заклучок на собранието му го проследувате на овластениот предлагач. Бидејќи ништо тоа не се случи, заклучувам дека повторно вие предсемате таа улога. Нека остане во рамки на ваша шпекулација. Сега, вие
кажете квалификација која што ја не сакам да ја повторам. Добро, нема тоа да остане, нема тоа сигурно да остане тајна. Што е интересно? Прв пат вметнувате некаков совет или препорака на што треба да внимава, освен тој член 135, остануваме во разликите, аз сметам дека се однесува исклучиво на закон, иако главата има и други членови, па вие велите и други прашања, е соодветна и за други поднесоци. Баш ме интересира од сите алинеи во член 135 што може да примени во граѓанска иницијатива, но велите и дека прашањето е несоодветно и правите една интерпретација во однос на третманот на заклучоците, велите од причина што заклучоците не се општ правен акт, закон или устав и истите по својата природа и содржина се став која насочува владата во незиното Тоа не го кажувам јас, тоа ја кажува Уставниот суд во соодветна одлука во третманот по пример. А сите ние сме должни да спроведуваме одлуки на Уставен суд и прочем и на други судови правосилни одлуки. Да, мислам дека добар дел од таа насока се обидел да консултира Апасиев во поднесокот вели ке понудам и алтернативно. Останувам на своето прашање, но ке понудам и алтернативна формулација која би променила соприфаќање на заклучоците на собранието во соприфаќање на ставовите во заклучоците на собранието од 16 јули 2022. Сега би можеле лесно да го браните овој став со тој заклучок на Уставниот суд кој се однесува на иницијативата на Тодор Петров за референдум за промена на името. Точно е дека Уставниот суд ја отфрла, точно е дека прави формулација дека заклучоците се третираат како акти на работење на собранието, а не како прописи или општи акти кои нормативно ги уредуваат односите. Што има спорно сега во тоа? Која викам дека јас сум должен, меѓу другото, да спроведам и одлука на Уставен суд, по кој што треба да постапи, меѓу другото, и законодавниот дом. Во што е проблемот сега? Ако е точно тоа, тогаш во што е спорно точноста на оно што јас сум се повикал на таа одлука на Уставен суд. Да речеме некој друг, еве јас ги разгледував одлуките на Уставниот суд, за жал таму праксата е како се вика потполно неконсеквентна. Па сега некој друг кој ќе дојде нека постапи поинаку. Не, за истиот Уставен суд. Имате сосема различна одлука. Значи вие избирате која одлука на Уставниот суд ќе земете за толкување. Разликата е во тоа. Имате по иницијатива на Јове Кекеновски кога Уставниот суд не е отфрлил иницијативата. Разлика е во тоа што вие земате за право сега да толкувате одлука на Уставен суд. Ма не толкувам, само цитирам. Па добре, толкуваш сега се ставаш во толкување. Што правил едниот состав, што прави друг состав. Јас не толкувам одлука на Уставен суд. Јас спроведувам одлука на Уставен суд, меѓу другото. И тука е разликата. Дали ме разбирате сега? Јас не навлегов да толкувам што мислел тој состав, што мисли овој состав. Впрочем, и пред мене биле председатели на парламент, и по мене ќе дојдат председатели на парламент. Кој како ќе има деловник, така ќе постапи. Така? Да. Е сега. Ма знаете зошто полемизираме? Затоа што ако вие тврдоглаво браните единствено дека вие сте во рамките на деловничкото толкување, некој друг вашите преседани ќе ги земе подоцна за право и нема тоа никогаш да се поправи. Вашата одбивност да се согласите дека имате толку едноставна процедура, нема дилема дека и едната и втората иницијатива се политички маркетинг. Ја една се согласува, тврдоглаво си спроведувам пропис. Затоа што и животот ме научила да спроведам пропис. Јас ви велам дека не спроведувате. Вие може да велите што Ама вие може да велите што сакате, не сте вие тие што цените. Дали спроведувам ја деловник и пропис или не? Има други институции кои што треба да ценат. Вие не можете да цените. Вие може да зборите што сакате, ама да цените, да давате оценка за мене овде и тоа јавно, дека вие сметате дека јас тоа, вие цените дека јас не спроведувам деловник и закон, тогаш вие се ставите во улога. Јас само ви велам дека деловникот јасно ве ограничува за граѓанска иницијатива низ кои членови треба да се движите. Не ме ограничува, затоа има предходен член во кој што вика
Председателот на собранието ќе ја испита уредноста на граѓанската иницијатива на државно ниво, а тоа значи треба да ги преиспитам сите акти, закони и прописи кои што важат по однос на конечно моја одлука за процедурално постапување понатаму. И тамо има... Не е точно. Па добро, сега... Вие го цитирате член 60. Добро. Тој таксативно ги набројува вашите Само надлежности. кажете дали сте управен суд, Не, зошто? Не е забрането за тоа па добро сега, ама вие сега цените моја надлежност. Тргнавме во расправата дека начинот на кој што вие се обидувате по комплицираниот пат да оспорите нешто што во суштина едноставно има еден одговор. Иницијативата не е надлежност на собранието. Точка. И едната и втората. И вие решавате од тоа да правите малку повеќе театар од едноставната процедура. Две комисии, ваше изјаснување, уредна, парламент, заклучок на парламентот известува. Ја не правам театар, ја спроведувам оно што обврска и надлежност. И по тоа прашање може да полемизираме цела ноќ. А разговорот го започнавме од тоа дали оваа последна замка може да ве доведе во директна врска дека доколку опозицијата ги оствари своите ветувања за тотална блокада, вие ќе бидете епицентарот на проблемот. Не сум ја епицентарот на проблемот. Тие така велат, тако се дрзне тоа да го направите, дека вие ќе бидете суштинската причина зошто парламентот ќе биде целосно блокиран. Јас не се мешам во политички одлуки партиски, која партија каква одлука ќе донесе. Сега, ако мислат дека јас имам проблемот, нека си покренат соодветна процедура. Поминале 90 дена чинам. Нека си покренат по соодветна процедура. 20 пратеника нека си покренат. Добро. Тоа е. Брзо мислам и по таа логика. Добро, вие брзо мислите, ја ви останав должен за... Ако се ова важи за сите прашања, јас не се бавам со политика, тоа тие тамо нека си размислат, нека си носат одлуки, тогаш не е ваше место, ниту на столчето кога доаѓа премиерот да закажува кај вас лидерски средби, вие да седите, ако на вистина себе се изземате од било какви, како се вели, политички договарања. Јас сум домаќинот на куќата и тамо ми е местото. Поканата беше од премиерот, значи не сте вие домаќинот на куќата. Лидерска средба, да, и има соодветен допис и соодветен заклучок и од извештајот на Европска Унија, политичкиот диалог да се одвива во собранието, а не на друго место. Ниту пржино, ниту друго место. Добро. И во тој контекст, премиерот соодветно се обрати до председател на собранието, председател на собранието како домаќин му удоволи со лидерите кои што се политички партии застапени во собранието, да можат во собранието да имаат лидерска средба, а секако кога Европската комисија вели за политички диалог, таа смета на повеќе компетитивност на пратениците, на повеќе свесност и соседба, тие меѓу себе да го наоѓаат балансот. Од тој состав повеќе од половината ви се лидери пратеници. Зајмете ги, направите анализа и ќе видите дека се пратеници. Добро, правиме пауза за реклама. Повеќето. Господине Џафери, овој блок е исклучително краток. По одлуките на Централното председателство во име на демократијата во партијата, велам, ако е таква демократија во ДУИ во која денеска можете да одлучите министерот за надворешни работи да биде портпарол на партијата, првиот подпредседател на владата да биде шеф на кабинет на лидерот, или ДУИ ни се смее во лице, или е тоа политичка шлаканица, и во исто време првиот човек на надзорниот одбор на партијата Муса Џафери вели одлично, сега прво што ќе направиме е да провериме, да видиме дали Талат Џафери е надвор од законот и уставот, вршејќи функција во председателството како извршен орган и таа во парламентот која според уставот забранува вршење на друга јавна функција. Дали всушност ова е само политичка порака? Вие не сте од вчера во двете својства, а сега одеднаш тоа е проблем. За нас би требало континуирано да е проблем. Знам, сум ве прашувала овдека во студио, вие се останувате на ставот дека тоа не е во контрадикција едното со другото, но ова е сепак политичка порака дека вашето време после 20 години таму завршува. Прво и основно, за моето време почнува или завршува, не одлучува никој поединец, него ако треба да одлучуваат прво како предлог партиските органи,
по системот како што е поставена партиската организираност, а во крајна инстанца одлучуваат граѓаните, како што впрочем одлучувале до сега. А по односното прашање за резервите за мое учество во работата на партиските органи, мислам дека се води веќе постапка пред соодветна институција. Јас ќе се воздржам од коментар да не би било како притисок. Но, оно што сум го кажал и при првиот избор и при вториот избор, јавно, јасно и гласно сум кажал учеството мое како право на мислење политичко, впрочем сум и пратеник, учеството мое тамо консултативно, а ни во една прилика не сум учествувал во одлучувањето во тие органи. Впрочем, ја знаете и последната седница на извршниот одбор, кога на крајот излегувам и јасно укажувам дека не учествувам во гласањето затоа што сум се изјаснил. Не излеговте да го заштитите процесот, излеговте зашто бевте лути дека вашиот предлог за подпредседател кога ми кажаа да останам, да гласам, кажав не останувам затоа што немам право на глас и сум се изјаснил како носител на функцијата председател на собранието, не учествувам во одлучувањето во процесот, се изземам од процесот на одлучување. Но крајниот одговор ќе го даде надлежната институција, вие знаете дека има постапка. Соодветна поднесок до Државната комисија за спречување корупција, конфликт на интереси. И според устав никому не може да му брани членување во политичка партија, никој никому не може да му брани право да бира и да биде избран. Исклучокот е председател на собранието не може да бира, не може да гласа. Мада и тоа е дискутабилно, но сум се изјаснил дека нема да учествувам во процесот на изјаснување. Тоа сум го спровел. Ке почнам да ги жалам овиот ВМРО дека со вас не се излегува во интерпретациите на крај. Значи, јасна е нормата. Не спојува е функцијата председател на собранието со вршење на било која друга функција. Членувањето во партија. Членување во председателство не е функција. Не е функција. А што е функција? Да се извинувам, во која е функција само Али Ахмети? Не само Али Ахмети. Има подпредседател, секретар, генерален. А председателството не е орган, не е функција? Па не е функција, која е функција? Членувам во орган. Добро. И според функција абстенирам од правото на глас. Точка. Добро, не е точка, ќе видиме што ќе каже антикорупцијска комисија. Само една минута. Дали ве загрижуваат последните вести кои упатуваат на заклучок дека можеби со безбедносниот сектор кај нас не е се како што треба? Последна е оваа афера со пасошот на украинецот Ошченко. За утре е заказано сведочењето на директорот на Агенцијата за национална безбедност во парламентот, а Европската комисија исто така подсетува дека парламентот мора да направи се да засили контролата, иако го заврши поголемиот дел од колачот, тоа е носењето на реформските закони од безбедносната сфера. Но имаме само една минута, ве молам. Тоа е укажано уште при носењето на законот, односно на соодветните закони по дефинирање на структурата на безбедносните структури. Значи и Агенцијата за разузнавање нов закон, ОТА, АНБ, односно УБК, претварање во АНБ, Граѓанскиот совет, советниците во Комисијата за следење комуникации. Има законски празнини. Уште при првиот мандат укажав на тоа дека треба да се изврши дополна на законите за да може да се регулира тоталниот, односно конечниот статус на Граѓанскиот совет и на двајцата советници во комисијата. Затоа што, така како што е поставено, изводливо е. За Граѓански совет е предвидено буџет во собранието, но по која ставка, по кој ставки да ги трошам, односно да ги давам тие пари да се трошат. Јас подпишувам пари, не подпишувам без законска основа. Во кој закон пишува дека треба вам како член на Граѓански совет да ви дам или надомест или да ве упатам некаде? Не пишува. Треба да пишува во законот, за да знам. Во кој закон пишува дека двајцата советници ќе примат плата, како државни советници, како посебни советници, како што?
статусно, за да можам да знам во буџетот од кај ќе биде тој буџет. Не може тоа така. Имаше предлог амандмани на закон, предлог амандмани на законот за следење комуникации уште во претhodниот мандат. При крајот ја растурија договорот и остана нерешено. Зошто тоа? Извештајот јасно укажува на тоа дека треба да се дорегулира. Да, стојам на ставот дека треба да се дорегулира, да се допрецизира законската рамка. И по однос на сертификатите. Не можете пратени го бирате во комисијата, треба годину дена треба да чека за сертификат. По сила на закон треба да добие. А тој што ќе се здобие со сертификат има соодветна одговорност доколку го злоупотреби тоа што ќе се здобие како поседувач на сертификатот. Точка. Тоа се јасни Господин правила. Джафери, нашиот термин за вин-вин вечерва истече. Ви благодарам што се останавте во рамките на тоа како комуницирате. Знам дека ништо од ова специјално не ве вознемирува, дека имате разбирање за тоа дека во љубопитството можеме да ја поминеме границата и дури да бидеме на ти сте или не сте во право, но да се надеваме дека вашите одлуки, овие последни во парламентот, нема да предизвикаат нова посериозна ситуација во која на крајот единствен спас ќе ви остане Комисијата за европски прашања како возможна варијанта за брза скратена постапка за некој закон да стигне на пленумот. Ви благодарам што бевте мој гостин. Почитувани, ви благодарам што не следевте вечерва на Вин-Вин и останете на Телма телевизија. Пријатно.